Мизерно, значи помизерно тоа нема да го подкупуваш човек инвалид со пакет храна. Тоа не им го опростувам. Ја ќе идам и на суд и додека можам да се борам, значи. Вакви притисоци од општинската организација на СДСМ од Брвеница семејството на Марина трпи секои избори. Решила да проговори јавно за тортурата која веќе не може да издржи, а најмногу ја боли што бараат гласови на маката на незиниот тешко болен татко, кој го притискаат да гласа, а не е способен. Никогаш не прашале како живееме и се бориме со неговата болест, а за избори се први да агитираат, се жали нашата соговорничка, која тврди дека честно си го заработуваат лебот, не биле партиски вработени, ниту партиски определени како семејство. Која ќерка, која мајка, која жена, не знам што би дозволила сред пандемија да донесам јас дома 5-6 луѓе. Да гласа човек на кој што му е одземен говорот, кој што му е одземена десната рака, да го малтретирам јас, да заокружува со левата рака, не знам ни дали знае што се случува. Сакам да разбера дека не можат да чепкаат човек кој што се бори со живот и смрт секој ден. И било кој да е истото би го направил како мене. Верувај. Затоа што многу боли. Да користиш ти политичка кампања на човек инвалид, тоа можат само тие. Подготвена и кривично да гони дел од раководството на СДСМ во Брвеница за притисоците, но и честите вербални напади кон незиното семејство. Притисоци трпат и бројни други семејства, тврди Марина, но немаат храброст јавно да проговорат. Одев за во продавница во доцните часови, штабот е веднаш до куќата моја. Одев со малото дете мое да му купам нешто, ме допираат едноставно. Кога да дојдеме, како да дојдеме, значи на моето викање, јас сум искрена. Брутално искрена, викав се, карав се, расправав колку што ме држеше сила затоа што е болка. Болка и секој ден што има болен родител ќе ме свати. Се обидовме да најдеме дел од раководството на СДСМ во локалната канцеларија во Брвеница, но вратата беше заклучена. Во телефонски разговор, председателот на општинската организација ги негираше обвинувањата, со одговор дека тоа не биле притисоци, туку понудена помош да им се олесни начинот за гласање на болно лице.